Навистина е некоректен односот на челниците на неголемиот партнер во владата кон помалиот. Иако името им е знам, веројатно без нивно знаење поминало одлуката нешто што е против националните интереси на Македонија, да биде прогласено за врвен приоритет со историско значење. Во овој случај вие градите еден коридор кој што првенствено има затскриен политички наратив, а тоа е албанскиот наратив. Овој коридор ви повржува една траса на релација Скопје, Приштина, Тирана. Се поставува прашањето: дали отцртувањето на самиот коридор е отцртување на картата на Илирида? Тоа што се отцртува е квалитетот на сознание да кој имаат пристап министрите од неговата партија, како за состојбите во владата, така и во државата. Впечаток е дека тие активно партиципираат во сите проекти и имаат целосен увид во состојбата. Дали дека има работна група меѓу трите партии и коалицијските партнери за законот за правична застапеност? Не се е што не е формирана таква работна група. Добро е да се знае и да се има представа за тоа што се случува, ама само ако е така како што кажува министер. Не изгледа дека не е внимателен на седниците на владата, но можеби го прескокнуваат или до него не стигнуваат баш сите информации. Инаку да, има таква. Тамо е министерот Минчев. Не, министерот Минчев не е во таа група. А што да кажат уште помалите членови на коалицијата? Тие се толку многу внимателни што веројатно освен кадровски не ги допираат другите прашања. Затоа и не гледаат потреба да бидат вклучени, па дури се добива впечаток дека би сакале да бидат и подзаборавени. Тие се прашања кои ќе се решаваат на највисоко ниво. Партии би било во ред ако има представници од Знам, од Вреди, од ВМРО ДПМН, се разбира дека... На таа средба ќе седнете и вие? Ако ме поканат, зашто не седнам таму работа? Сам нема да се поканите? Апсолутно нема, сигурно. На таквите средби, очигледно нема потреба од ситни играчи, но тие може да придонесат за да се разјаснат некои незабележливи разлики, како што е толкувањето на важните пораки, кои се доволно јасни само за добрите познавачи на спецификите на дипломатскиот речник. Ја ако седнам на италијански некоја изјава на политичар да слушам, пошто разбирам италијански, ама кој знае што нијанси ќе најдам, тоа ми е познавање. На италијански јазик, значи да седнам некоја нијанса ќе ја видам, никој што нема да ја види. И на крајот, кога јазикот е во прашање. Но езика којто исползват има само едно извинение. Оставка на този министр. И ако не го направят, нито президент, нито премиер, нито министри, нито партии трябва да се виждат, разговарят с тях. Мицкоски не се сретна, ама разговараше со Борисов. Или се нијанси, или толку им држи зборот и на бугарските политичари.